пратеници, во името на пратениците од Нова социјалдемократска партија, бидејќи тука е колегата Иван Величковски, предпоставам ќе го каже ставот на либералната партија, накратко да го соопштам ставот на пратениците од Нова социјалдемократска партија во врска со законот за лустрација. Вие знаете дека драфт верзијата ја доставивте до пратеничките групи. Ние веднаш експресно ви одговоривме и ве сакам на ист начин во оваа реплика да искористам можноста да го соопштам ставот на Нова социјалдемократска партија на ист начин како што тоа го направивме и на пресконференцијата. Господја Бонева, за НСДП не е спорно дека ВМРО-ДПМН го предлага ова законско решение како одговор на одлуката на Уставниот суд, со кој што се укинаа 12 члена од Законот за лустрација. Господја Бонева, јавно и дрско ВМРО-ДПМН демонстрира непочитување на одлуките на Уставниот суд, со што практично се суспендира неговата улога како чувар на Уставот на Република Македонија. Вие на таков начин, на највулгарен начин, практично демонстрирате сила над правото. Тоа во изминатите 6 години и како го промовирате на јавна сцена. Со проширувањето на опфатот на лустрацијата на така наречените олигарси, префрлајќи ги на другата страна, не баре ВМРО-ДПМН не учествувал во создавањето на така наречените олигарси, да ве подсетам, 10 години ВМРО-ДПМН на власт во независна и суверена Република Македонија, создавате законска рамка за уцени, притисок и рекетирање на бизнис заедницата со цел за нејзино замолчување заради долгот кој што бизнис заедницата, тоест владата го има кон бизнис заедницата, а во овој момент изнесува преку 300 милиони евра. На тој начин ВМРО-ДПМН ќе се обиде да ја покрие финансиската дупка од 3,5 милиони евра од последните парламентарни избори. Ќе илустрираме транзицијските богаташи, оние за кои што наводно ВМРО-ДПМН не учествувал во создавањето на нивното богатство, а оние после 2006 ќе ги заборавиме. Не баре господја Бонева, гледајќи од последната акција Детонатор, онаја војна која што се води внатре во ВМРО-ДПМН, дека говорам бидејќи доаѓам од изборната единица 3, луѓе кои што се ваши блиски членови, полициски структури именувани директно од извршниот комитет на чело со Никола Груевски, кои што просечно живееле во изминатиот период, сега станале и текако нови ВМРО-вски транзицијски богаташи. Тие, господја Бонева, не биле во спрега со тајните служби. Покера апаратите некои од опозицијата им дозволил да им поминат на царина, да прават огромни профити без да плаќаат данок и на таков начин да купуваат гласачи во Република Македонија. За нив законот за лустрација апсолутно нема да постои. Нова социјалдемократска партија сака вакво политичко прочувствување. Тоа јавно и недосмислено го кажавме кога го гласаме законот за лустрација. Тоа го направивме едногласно со јасен политички консензус. Немаме ништо против вакво, реков, политичко прочувствување, но кога станува збор за ваков закон како што вие го предлагате, кажуваме дека такво начин ние нема да учествуваме. И јавно кажуваме дека тоа вакво законско решение ќе нанесе огромна штета и на државата и на граѓаните на Република Македонија. Според наше мислење, основната цел на овој закон е да се пренасочи вниманието на граѓаните од тежината на македонската реалност. Безработицата, бедата, сиромаштијата, безперспективноста на власта да се справи со овие предизвици во општеството. Досегашната поделба на патриоти и предавници, кои што вие наметнавте, господја Бонева, сега ќе ја збогатиме со лустратори и кодоши. Најавената масовна лустрација не само што ќе биде забава за народот, бидејќи предлагачот предвидува јавно објавување на имињата и досиејата нивни, туку ќе се претвори во бескрупулозна пресметка со сите политички неистомисленици. За нас нема сомнеш дека партијата која што посегна господја Бонева да менува сопствената историја заради своји партиски цели, ќе има услови, можност, влијание да продуцира лажни документи, лажни кодоши, се со цел да се замајува јавноста, да се спинува, да не се говори за она што е вистинската реалност. Големата сиромаштија, беда и безработица во Република Македонија. По примерот на следењето и затворењето на Љубе Бошковски, се покажа
дека собранието воопшто не може да ја контролира извршната власт. Вие може во секој момент да продуцирате и кодоши и лажни документи. Се за ваши политички потреби, но пред се за пресметка со политичките неистомисленици. Сакам, господја Бонева, да ви укажам на еден факт, како предлагач, дека вие не сте свесни колку политичари и полицајци утре ќе бидат зрели за лустрација поради прислушкување од политички причини. Користењето на лажни сведоци за дискредитација и политичка осуда на невини луѓе и инструментализацијата на лагата за собствени политички цели, утре ќе биде, господја Бонева, сериозен елемент за судот на јавноста, судот на историјата, ама секако и за судскиот систем во Република Македонија. Ние тврдиме дека нашето законодавство возможува, доколку постои докази, дека некој лажно бил обвинет, сведочил или клеветал, да биде осуден. Истото важи и за оние олигарси и транзицијски богаташи на кои што вие упатувате. Бараме илустрација на транспарентен начин. Сите тоа, како политички партии со консензус, го направивме. Постои закон за лустрација, имавме шанса да прочистиме политичката сцена. Вие со еден член од вашиот закон сакате да ја креирате во иднина и листите на опозицијата. Тоа нема да ви го успееме. Не знам дали случајно го прескочивте членот 27. И тој што има верификувано изјава, ако тајните служби или службата за безбедност достави дополнителна документација во некои идни предвремени или редовни парламентарни избори, со тој лажен доказ, кога ќе се достави до Државната изборна комисија, таа по автомизам треба да го избрише. Да правите вие листи на опозицијата, тоа нема да ви го дозволим. И ако сакате на крај, господја Бонева, ако потрошите 25 милиони евра за изградба на музеот на жртви од комунизмот, веднаш почнете да градите нов музеј, ако го изгласате ова законско решение, на жртвите од транзицијата Портокалова. Благодарам. Контрареплика има пратеничката Светлана Бонева. Благодарам, господине Милошевски. Почитуван колега Мисовски, најмалку нешто што очекував е да кажете дека овој закон е циркузантски закон. Неслучајно во моето воведно излагање кажав дека овој закон почива на препораките кои што ги дава резолуцијата на Европскиот парламент по однос на извештајот за напредок на Република Македонија, каде што јасно кажува што треба да направи Република Македонија. Законот се заснува само на тоа, на јавното објавување на имињата на агентите и јавно објавување на документите. Не го смисливме ние тоа. Тоа е препорака на Европскиот парламент. 583 пратеници застана за ова циркузантско законско решение. Почитуван колега, не ги навредивте само предлагачите на законот, кои што со најдобра намера, најдобра волја се трудат заеднички она што го почнавме, ако не било само декларативна заложба, да го продолжиме, имајќи ги во вид препораките на Европскиот парламент, да ја реформираме земјата и во оваа сфера, да ги прифатиме нивните препораки и во овој дел. Меѓутоа, вие ги навредивте и овие 583 европски пратеници, нарекувајќи ги циркузанти, затоа што бараат тоа да го направиме што е внесено во законот. Вие, почитуван колега, имајќи го во вид овој закон, кој што велите дека е циркузантски, ги навредивте и Германија, и Унгарија, и Чешка, и Словачка, и Полска, и Бугарија, воопшто не е смешно, колешке, кои што целосно ги отвараат архивите на тајните служби и овозможуваат јавен пристап до истите и непречено дознавање на идентитетот на сите кодоши. Во Чешка и Словачка исто така, целосно отварање има на архивите на тајните служби, а дополнително и официјално објавување на листата на кодошите на интернет. Тоа ли ви е маката? Досега можевте да плукате колку што сакате, да изнаоѓате замерки на комисијата, да го девалвирате нејзиното работење, да велите дека е партизирана, затоа што јавноста немаше увид во нејзината работа. Затоа што можеше било кој да излезе да каже, дури и овде си дозволија наши колеги во парламентот да дебатираат за тоа како работи Комисијата за верификација на факти, да дебатираат за досија на луѓе кои што никој од нас ги нема видено.
Како да имате ексклузивно право луѓето од СДСМ да имат увид во досијата, а ние да немаме. Па зошто целокупната македонска јавност да нема увид во сите досија? Па да видиме дали некој политички импутира, дали некој се пресметува политички, да ги прочитаме тие досија, да видиме зошто тие луѓе биле нарекувани, односно се нарекуваат кодоши. Дали продуцира ВМРО, ДПМН и коалицијата сега што е на власт и сметате дека ќе се дрзне некој да прави, колега, документи, ако утре, еве, вие убедени сте дека ќе дојдете на власт, па може би за 2 години, за 3 години, дојде СДСМ заедно со неговата коалиција на власт и ќе се дрзне некој да лежи најмалку 4 години затвор ако фалсификува документи и достави такви документи на јавноста? Пред цела македонска јавност вие сметате дека некој однапред сам себе ќе се стави во затвор за да даде документ кој што е фалсификуван? Мислам дека во тоа никој нема да ви поверува и никој нема да се дрзне да направи такво нешто. Почитуван колега, ова што го правиме сега, не само што е наш историски долг, не само што е во духот на реформите кои што мора да ги спроведеме за Македонија да стане дел од Европската унија. На тоа не упатуваат сите европски резолуции. На тоа не дават подкрепа сите земји членки на Европската унија, кои што раскрстиле со своето комунистичко минато на идентичен начин, како што тоа сега го предлагаме со ова законско решение. Дури и поостро, за сите спровеле лустрација кои што се наоѓаат во досијата на тајните служби. Сите кои биле кодоши, не само функционерите. Ние сме благи тука во тој дел. И сега за вас тоа е страшно решение. Почитуван колега, вие велите дека законот е предложен како одговор на одлуката на Уставниот суд и дека покажуваме дрско непочитување на одлуките на Уставниот суд и дека демонстрираме сила над правото. Почитуван колега, демократијата не е еднаш за секогаш дадена и никогаш не е доволно од демократија. Секогаш треба да имаме обврска да ја унапредуваме демократијата. Како што правиме реформи во сите сфери, така треба да размислиме дека и Уставниот суд треба да ги прифати реформите кои што се прават во нашето општество и да се усогласуваат со барањата кои што ги бараат од нас граѓаните на Република Македонија, да бидеме дел од Европската унија. А Европа ни вели, направете го тоа што го има во законот, објавете ги имињата на агентите, објавете ги јавно документите. И сега, велите дека ние дрско се спротивставуваме на одлуките на Уставниот суд. Не, ние со аргументи, ако сме сите заедно, со аргументи ќе докажеме на Уставниот суд да ги има во вид одлуките на земите членки на Европската унија. Па нели ги усогласуваме со европско знаменце, правиме илјадници закони овде во собранието. Зошто и овој закон да не го направиме закон со европско знаменце? Зошто да не му докажеме на Уставниот суд дека тоа се европски вредности, дека тоа е барање на Европа, ако сакаме да бидеме дел од Европската унија? Зошто на Уставниот суд сите заеднички да не му докажеме она што го направиле Германија, она што го направиле другите земји? Почитуван колега, ако дебатираме аргументирано, тогаш ќе ги подзамислиме и оние кои што ќе им дадеме плюс аргументи и на одлучувачите по однос на законот, бидејќи сега имаме видоизменето законско решение и можност да размислат за аргументите кои што ги даваме. Не амблок да ги отфрлате. Ако не сте се залагале само декларативно за лустрација и да си ги миете рацете некој друг да го уништи процесот, а вие да велите ние понатаму го почитуваме тоа што го вели Уставниот суд, без ни малку да се замислите, дали има историска одговорност секој од нас да ги затвори очите и да каже да, после 91-та година немаше водење на досијата. Ако можете тоа да го направите и да спиете мирно, и имајќи ги во вид илјадниците досија кои што се правени од 91-та година па наваму, кои што беа на увид на јавноста, кои што ги зедоа илјадниците жртви и видео дека од 91 година наваму се воделе досиеа и дека не дошол новиот демократски поредок одеднаш.
Значи, токму заради тоа, почитуван колега, кога кажувате, ако се согласевте на 5 минути, ќе почитував и јас 5 минути, вред. Но, сакам да ви укажам дека не сте во право, дека треба да ги имаме во вид европските искуства и понатаму, бидејќи не сте трпеливи да ви докажам се, ќе ги видиме искуствата и од другите земји како тие успеале на нивните уставни судови да докажат и да им укажат па да ги прифатат одлуките за денес, да имаме едно вакво решение во сите земји, јавно објавување на имињата на агентите, не само на функционерите, туку на сите оние кои што кршеле човекови слободи и права. Понатаму, почитуван колега, велите дека за новите транзицијски богаташи, па чекајте, ако веќе обвинувате, дозволите и да ви се одговори. Велите дека за новите транзицијски богаташи не постои закон за лустрација. Точно така, за оние кои што сега, после 2006 година, го кршат законот, постои кривичен законик. И ако некој сега не го почитува кривичниот законик, ако некој ги крши одредбите на законите, ќе дојдете нели вие на власт, ќе ги затворите, имате можност. За нив не е потребен закон за лустрација. Законот за лустрација е потребен за минатите времиња. Кога граѓаните немале можност и немаат можност граѓаните да докажат ништо, бидејќи и оние кои што покренаа постапка од 1991 година наваму, завршија низ судските лавиринти со застарени постапки и азиланти во земји надвор од Република Македонија, како политички емигранти, благодарение на нашиот нов демократски устав. Благодарам. Добро, почитувани